Александар, здраво. Дамна не сме се виделе. Бога му свака, да. Како си? Одлично, супер. Задоволно. Супер изгледаш. Гледам малце симнал на килажа. Да, овие изминативе 3-4 месеца внимавам што внесувам, што јадам. Тренираш. Да, и тренирам постојано. Во Хотел Парк. Ти благодарам што прифати да бидеш за прв пат гостин во Хайп Македонија. Кажи ми, од неодамна искочи твојата нова песна Снегови. Како си задоволен од премиерата на песната, како помина? Искрено, премногу сум задоволен и можам да кажам со сигурност и сум многу горд што конечно ја пушти песната Снегови во етер и што добивам премногу посебни пофалби за песната од луѓе кои што и на мене ми значат и кои што се битни во оваа наша бранша. И тоа се едни искрени честитки кои што ме мотивираат само да во иднина да работам поквалитетно и поквалитетно. Така. Сара Меј сними песна за дождови, ти сега за снегови. Најавуваш ли снежна зима? Па искрено со режисерот Влади пред Нова година почна да вее малку снег тука и разговаравме, викам не знам дали ќе падне снег, дали сега да ја вадиме или да почекаме оние снегови прави. Да не завеат па да ја извадиме песната и помина Нова година, сакаме луѓето малце да бидат поодморени за да можат на раат да ја слушнат песната Снегови, бидејќи емотивна балада спора не е нешто кое што те тера да не знам, да си динамичен, туку напротив треба да ти ги разбуди чувствата убави во тебе и да те смири на некој начин да уживаш во песната. И затоа решивме да биде тоа после Нова година, да ја извадиме. И јас го одбрав најголемиот христијански празник Божик за да извадиме песната на тој ден. Така. Кажи ми, редовно настапуваш во едно познато кабаре кај нас, со специфичен стил нели на настапување. Колку се пронајде во таа улога? Па еве веќе 4 години успешно го работиме кабарето Голд Фелиција во Битола. И штом 4 години нешто функционира безпрекорно и со целиот тој голем тим, значи сме се пронашле сите во тоа. Искрено е и задоволство, имаме и голема дружба, разбирање помеѓу тимот и уживање секоја недела ти да се дружи со убава публика, насмејани лица и да ги прави среќни. Како е дружбата со публиката? Предпоставувам вака идеш, си пееш на маса како или па да, како е сценарието? Па има различни сценарија, за тоа си има професионалци кои што се задолжени и секоја песна има, тоа е уствари како еден вид и на театар. Не е само што пееме, туку ние и танцуваме, глумиме, во сите тие, значи менуваме костими за секоја песна наменски. Така да таму влегуваш во како да кажам, во улогата, се внесуваш и таму не сум јас. Така. Мислам, секако со мојот вокал допринесувам, али гледаме тоа да биде театарски предавање. Имало ли некоја интересна случка вака што ти оставила печаток? Или, пример, да се налути некој сопруг зашто си дошол на сопругата или нешто такво? Па имавме, да, таква случка. Имав една точка каде што на Грис Лайтнинг со група танчери ние се скокавме од сцената буквално и имавме контакт со жените во публика и еден нејзин сопруг се налути, па после му се објасни дека тоа е само точка и речевме тоа да го тргнеме, за да немаме такви проблеми. Тука ми пишува дека те апселе, тоа вистина е нешто или? Да, меѓутоа не кем тоа да го зборам, го спомнам 2 пати да смениме нешто друго. Добро. Последната товажа која што ја направи, каде се наоѓа? Може Не е само последна, единствена тетоважа, да, ја тетовирав мојата сестра, името на мојата сестра. Така. И таа има мене истетовирано. Прво ми истетовира, па со Горан Мичи, знам тоа е одамна. Да. Трчавме на Кеј и се договаравме да он да ме истетовира, па тоа да биде како реклама на некој начин дека Горан ме тетовира.
и така се решим, на кеј се договорим. Така. Колку е подршка сестра ти во селото ова работа што правиш? Сестра ми Знаете ли да се степате не? како мали, да, многу се тепатме, искрено. Знам дека ја бевме како Том и Джери, искрено, како мали со сестра ми. И ден денес, бидејќи и она така многу жива, како личност, и јас и плюс, кога ќе се спојате, знаеш, кој исходот. Така да знаеме и да се подзакараме, али веќе како созреваме, тоа се намало. Така. Али сестра ми е најголемата поддршка, искрено. Секогаш е тука за мене, горда е исто на мене, како што и јас сум горд на нејза. Така. Тара, многу ме интересира твојот љубов. Дали може да ми го откриеш? Па да, ќе ти го откријам. Или имаш девојка? Имам девојка веќе долго време, повеќе од 6 години. Срекни сме, уживаме во животот, се поддржуваме. Дали девојката е љубоморна? Добиваш ли някој пораки? Никогаш не изразила никаква љубомора, затоа и јас сум со нејзе. Бидејќи за да функционира нешто треба да имаш партнер кој што ќе те разбира каква е твојата професија и нормално и ти треба да го разбираш партнерот за неговата професија. И треба само да има поддршка. Љубомората е, мислам дека отров за една врска. И со љубомора ништо не може да функционира, зашто на крајот од денот не може, кога некој човек е љубоморен, да очекува од другиот да не сгреши, знаеш. Со самата помисла што он е љубоморен, очекува другиот да сгреши и тој ќе сгреши катан. Да, така е. Добиваш ли пораки во инбокс од девојки? Па нормално, таква не е професијата, сите сме добивале, мислам, во јавниот свет сите сме добивале секакви пораки, али тоа е нормално. Имам едно прашање за тебе. Кажи ми да импровизираме. Значи, дали би бил на нудистичка плажа со Марија Луиса или француски бакнеш со 30 години постара жена? Што би одбрал? Значи, импровизираме. Не знам, ова ми е малце нелогично, одговорам така да. Па затоа е такво прашање. Па не знам, не ми е место да зборам. Добро, значи не би сакал да одговориш. Да. Кажи ми, дали можеш да ми одвоиш 5 македонски артисти кои според твоите критериуми заслужуваат да бидат тука кај што се на естрадата и што придонесуваат естрадата? Еве можеби некој од помладиве 5 македонски артисти? Да. Па еве ќе го издвојам мојот пријател, кој што секој втор ден сме заедно, Огнен Здравковски, кој што премногу се труди во неговата кариера, премногу вложува. Мислам дека и нормално има и растене со музика, фамилиарно. Он заслужува да е на македонската естрада и мислам има и заслужено и веќе е таму каде што е. Од помладите исто би и Огнен е помлад, али од помладите би ги издвоил како добри музичари вокали, Антонија Гиговска, не знам, Барбара Поповиќ, колку 3? Набравам 4. Не знам. Од постарите Тамара Тодевска, Каролина Гочева. Сега има многу и кои што се добри вокали, али ти ми рече колку 5 дана. Кажи ми, неодамна се објави една листа каде што пишува колку пејачите од страна се платени за настапи кај нас. Значи, повеќе од 1000 евра, 20.000 евра, додека нашите пејачи се платени многу малку. Дури на некои се должни останати. Кој е твоето мислење? Зашто пејачите од страна се ценат повеќе од нашите? Зашто некој не му даде на Тара 20.000 евра за настап, а и дава на Александра Пријовиќ, што пример? Па ќе биде и тоа. Тоа сесија по, мислам, не знам, кај нив има многу медиуми кои што ги градат тие звезди на крајот од денот, сите ние сме нормални луѓе, и Александра, и јас, и ти, сите сме нормални луѓе и сите имаме своја работа која што треба да ја одработиме, така? Јас сум дојден да ги забавам луѓето, некој е дојден, не знам, да им поправи светло, така да треба да си се цениме. Никој не е во нешто подобар и ние во Македонија имаме со што да се пофалиме, со многу квалитетна музика, само треба повеќе да веруваме во самите нас, да се воздигнуваме на пијадестал
прво да си го сакаме нашето, па после да си го сакаме и нормално и тоа од страна и така не знам кој плаќа ќе биде уверен дека треба да плати и на наш артист толку пари. Само вербата е битна и повеќе работа, дали се артисти да повеќе работат на себе или медиуми, повеќе медиуми, радијата да пуштаат повеќе музика, што и веќе тоа го прават на некој начин и тоа се осеќа. Мислам дека малце е крената естрадата на... Да. И мислам дека допрева, ова е само старт. Така. Се повеќе и повеќе ќе се крева. Така. Може ли да се живее пристојно од музика во Македонија? Може да се живее пристојно од се во Македонија. Јас некогаш кажувам и... Зборам за пристојно, не за преживување. Да, пристојно, ако го правиш тоа со многу страст и ако го правиш вистински, квалитетно, мислам дека, не знам, и семки да продаваш, можеш да бидеш најбогатиот помеѓу семкарите. Не знам како да ти го кажам, али со се може да се живее пристојно доколку се прави со љубов и доколку си фокусиран, доколку имаш зацртана цел, дедлайн до кога сакаш да го оствариш тоа. Така. Кажи ми, работиш во опера и балет, така? Да. Колку време веќе си таму и... Па не знам колку. Каде се пронаоѓаш повеќе, на која сцена? Таму или еве... Искрено, највеќе во музиката која што ја стварам и што ја пеам. Тоа е мојата музика. Затоа живеам, затоа тука сум најсреќен. Али јас работам 5 работи поврзани со музика, паралелно. И во сите мислам дека добро се справувам сега. За сега некој ќе рече од каде наоѓаш време, за кога ќе се организира човек за се може да најде време. Така највеќе се пронаоѓам на сцената, значи на јавната сцена. Што може да очекуваме од Александар Тарабунов во новата година? Следно е нова песна која што едва и чекав да ја извадам, песната Снегови, за да можам веќе да почнам да се посветувам. Таа е 90% поставен аранжманот и текстот. Веќе откријам за вашата Hype TV дека песната ќе се вика Заедно и ќе биде некое продолжение на Снегови, зашто веќе влеговме во новата приказна, мислам, мојата нова приказна. И тоа ќе биде некое продолжение на Снегови, али во некоја друга емоција. Така. Кажи ми за крај, ќе има ли спот таа песна? Нормално. Која македонска манекенка или актерка би ти глумела во спотот? Се уште тоа немам размислувано, али секако дека ќе биде некоја девојка која што ќе одговара на целата приказна, на емоцијата и која што ќе ја долови. Јас за тоа барем имам нюх. Да одберам правата девојка за спотот. И за во животот, претпоставувам. Секако. Александар, ти благодарам што беше наш соговорник. Ти сакувам многу успеси и ние сме тука за да те следиме. Фала ти, многу супер си ја водиш емисијата, добра екипа сте и супер ви е Hype TV. Гледам дека веќе зазема големо внимание на македонската сцена. Јас сум Александар Тарабунов, а вие гледате Hype Macedonија.